Јас само уште еднаш испраќам порака да го испочитуваме тоа што прво граѓаните го очекуваат од нас, тоа што ни е обврска по устав и по закон и на крајот тоа што се договорив. Испразнетиот дик поради оставките да го пополним. Ние заедно објавивме последна лидерска средба дека е постигнат ваков договор. Законот е донесен, ако не се лажам, некаде во мај месец и треба да го реализираме. Државата нема државна изборна комисија од крајот на минатата година и тоа треба да го завршиме. Законот кој што владата го пушти од прагматични причини, институциите мора да функционира, државата мора да функционира, но јас се надевам дека сепак парламентот ќе одлучи да го пополни дик поради лидерската средба и договорот кој што ќе го постигнеме на лидерската средба. Од лидерската средба очекувам денеска да ја дефинираме темата референдум. Тоа значи да го определиме датумот за одржување на референдумот, да го дефинираме референдумското прашање, карактерот на референдумот, државната изборна комисија и сето она што е поврзано со референдумот и секако очекувам да се одважиме сите и да покажеме дека навистина сите сме за Европската унија и НАТО и дека сите сме во полза на обезбедување иднина на Македонија и на сите наши граѓани.